Добар ден! 30-то издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание на Тајната на успехот ви представуваме една успешна дама. Таа успеа незината љубов на уметноста да ја претвори во професија. Ви ја представуваме Надица Бицевска. Таа е моден дизајнер на накид и вели дека инспирацијата за своите дела ги црпи во себе, но и од архитектурата и културното наследство. Надице, добро дојдовте во Тајната на успехот. Ви благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Основаш сте на брендот Креација. Така. Што подразбира овој бренд? Станува збор за современ, за авангарден и уникатен накид. Точно така. Ми го објасниле за нашите гледачи. Да, па брендот Креација се роди од потребата за да израза мојата креативна енергија, која што во еден момент ја почувствував беше посилна од мене. Предпоставам дека создавањето на дизајнот токму од потребата за негово реализирање се случува. Така што се роди ателјето Креација, низ годините го градам од бренд, се трудам да бидам поразлична, да дадам дизајн кој е малку поразличен од сето она што денес е дотолку комерцијално. Мене ми беше интересно дека вие по професија сте психолог. Да. А веројатно сте љубител на уметноста и завршивте во оваа дејност. Има ли поврзаност меѓу образованието на психологијата и уметноста? Дали уметноста е терапија за душата? Да. И за сетилото? Да, направивте едно убаво поврзување. Јас можеби би додала и нешто од делот на едукација, значи која ја стекнав низ годините, од делот на психологија на уметност, психологија на маркетинг, на личност, па се дона и како психолозите ја дефинираат модата во современите теории на мода, така што понекогаш директно, некогаш индиректно, мојата наука ми помага во процесот на кое што денес го работам. Споменавме уникатни дела изработувате. Во што се состои уникатноста на вашите парчиња накид? Па уникатноста пред се во уникатната естетика која ја нудам во дизајнот и морам да ја споменам и приказната, која што секоја една колекција ја носи во себе. Тоа го препознаваат луѓето кои избираат да носат од мојот накид и мене ми е посебно задоволство. Овој накид ги поминува границите на нашата држава. Да. Каде се пласирате од вашиот накид? Да. Мојот накид е пласиран за американски пазар преку платформата на Клотија. Таму веќе 5 години онлайн може да се купат моите креации за тој пазар таму. А што се однесува до европскиот пазар, пласирани се во еден изложбен салон, концептуална продавница во Лугано во Швајцарија. Таа е замислена како архитектура во мода и тука сме околу 30 на дизајнери кои што дизајнираме инспирирани од архитектурата. Велиме авангардена. Дали предодреден за одреден тип на жени или одреден тип на жени го порачуваат кај вас, па вие според нив го изработувате, според нивниот карактер например? Јас искрено го нудам за секој еден кој ќе се препознае во такав впечатлив и поразличен накид. Меѓутоа искуството ми кажува дека најчесто го купуваат и нарачуваат зрели жени кои веќе имаат изградено еден свој моден стил. Па во моменти кога им треба така едно впечатливо парче накид да направи трансформација на нивниот комплетен моден стајлинг, сум тука за нив во секое време. Подготувавте ли нова колекција во овој период? Во изминатиот период последна ми е колекцијата Накид Коски. Инспирацијата за истата е од филмот Сенки на режисерот Милчо Манчевски. Јас секогаш кога ќе се случи инспирацијата, веднаш пристапувам кон изработка на едно комплетно модно досие кое вклучува повеќе елементи и фази, тргнувајќи од наслов на колекција па се до крајниот производ. Сметам дека ова колекција е поразлична од сите претходни кои што сум ги понудила во однос во различност е во визуелните елементи, поточно во формата. Формата на оваа колекција е поразлична од се претходно. До сега изработувате накид. Дали планирате да ја збогатите вашата колекција со други детали, други модни детали?
По време на моето ателје нуди модни додатоци. Последниот период немав изработено, но сега, токму овој период, подготвувам една нова колекција на марами. Во моментот е во фаза на тестирање на материјалот и графичкиот дизајн, така што за многу скоро ќе биде и промовирана пред публиката. Друга новина од моето ателје е и новата услуга која планирам да ја воведам. Како сертифициран моден стилист, ќе понудам услуга консултант по моден стајлинг, која ќе биде наменета како за индивидуи, така и за организација на одредени настани во делот која треба да се изработи стилски концепт за одредена кампања, моден едиторијал, фотосесија, изложба и слично. Тоа го бараат потрошувачите или ви први им го нудите? Јас планирам сега да го воведам како нова услуга, па околу интересот може би во следната емисија. На пазара што да. Дека има интерес, да. Дел сте од менторската поддршка на Центарот за управување со промени, мерки за заекнување на женските бизниси по COVID-19. Да. Кои се придобивките, кои се полезностите од ваквиот вид поддршка? Искрено има многу поволности и многу придобивки, тргнувајќи од едукацијата која ни е овозможена, маркетингот до целосна дигитализација на бизнисот. Јас навистина сум многу благодарна што сум дел од овој проект и сум многу задоволна од успешната соработка која што имам со Центарот за управување со промени. Дали тоа значи дека и други женски организации кои се занимаваат со женското предприемништво, како на пример Националната платформа за женско предприемништво, нудат можност на жените предприемачи да меѓусебно да разменуваат искуства, да им бидат поддршка, да добиваат информации кои им се потребни? Секако дека да, апсолутно, посебно во денешниот свет кога ни се достапни од сите медиуми, вклучително социјалните медиуми, значи надланкани се информациите кои покрај другите и Националната платформа за женско предприемништво е доволно транспарентна. Кои се плановите, Надица, за наредниот период? Па за наредниот период, не знам, фокусот мој секогаш бил и ќе остане кон дизајн на накид со уникатна естетика. Така што продолжувам да го работам она во што се покажа дека сум најдобра. Благодарам за разговор. Ви благодарам за поканата.